Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели ова вечер кои што ќе слушаат емисијата, се разбира, глас на вистината. Сакам уште еднаш да ве поздравам и ви посакувам на вистина убава и благословена и пријатна вечер. Се разбира, ова вечер ќе можеме заедно да го слушаме гласот Божи и да се поучиме, се разбира, од неговото слово Господово. Ке зборуваме, како што реков, за основни вистини кои ни ги укажува Светото Писмо, или основни вистини на Светото Писмо. Бог како врховен создател и второ, неговите откровенија. Зборувавме каков е Бог. Всушност, кој е Бог? Како да знаеме дали тој постои, од кога постои и дали може едноставно да се запознам со него. Видовме неколку клучни работи како можеме да дојдеме до самиот Господ и како можеме да се запознаеме со него. И дојдовме до прашањето кој е тој и каде е тој. Едноставно, кој е тој и каде е тој. Многу често пати две поставени прашања кои што денеска не интересираат сите нас. Кој е тој? Како изгледа тој? А каде е тој? Ние знаеме дека едноставно дека Бог постои. Се повикуваме на него во неговата воља или во кризи. Мнозина настојуваат да размислуваат за него во секој можен момент. Дури пак велат дека не веруваат во Бог, дека тој не постои. Постојат такви кои велат објасни ми го Бог, па тогаш можеби ќе го прифатам. За оние во кои во овој критичен момент на човековата историја си го поставуваат последново прашање, одговорот на ова прашање е како изгледа Бог. Може едноставно да гласи: Господ е таков каков што едноставно ни го опишал Исус Христос. Како што Исус дојде за да ни го објасни Господ во видлива форма и за да стане наш избавител, така тој откако се врати од небото, кај Господ го испрати Светиот Дух да се весели во верните и да ги успособи да живеат на таков начин што Исус Христос станал видлив за неверните. Доколку и вие чувствувате потреба некој да ви го објасниме Бог, пред се да поверуваме во него, да погледнеме заедно каков опис за Бог може да најдеме во Библијата. Всушност, каков е Бог. Ако отвориме во 2 Коринтијаните 4.4, еве што Библијата ни зборува. За оние на кои Бог од овој свет им ги заслепе нивните безвредни умови, за да не ги осветли светлината на благословието, за славата на Христос, кој слика, се разбира, на невидливиот Бог. Значи, Исус е тој кој најдобро ни го опишал каков е Бог. Всушност, Исус е слика на нашиот одговор, кога ние си го поставуваме оваа прашање: каков е Бог, како тој изгледа. Библијата зборува дека точно е онаков како што Исус ни го опишал, затоа што самиот Исус е слика на невидливиот Бог. Во Евангелието на Јован Исус вели: кој ме виде мене, го виде и Бог. Денеска секој би требало да си го постави оваа прашање: каков е Бог? Секој треба да прашува и секој треба да биде сигурен дека одговорите што ќе ги добие се точни. Без трошка сомневање дека секој треба да знае каков е Бог и што се тој може да постигне. Библијата ни препорачува така што оние кои може да се знае за Бог им ја познато, бидејќи тој им се открива. Еве да отвориме во Римјаните 19 глава, значи Римјаните, поточно се извинувам, 1 глава, 19 стих, ќе видиме што ни открива Словото Господово. Значи Римјаните,
прва глава, 19 стих. Еве што вели Словото Господово. Па така, оние кои може да се знае за Бог, не им се откриено. Бог, бидејќи тоа, им го открил. Значи, сите оние кои што го бараат Бог, Бог им се открива и на нив им е познато каков е Бог. Реков, кога зборуваме каков е Бог, Исус најпрецизно ни го објаснува каков е Бог, затоа што тој е слика или образ на невидливиот Бог. Коренот на секој проблем што го вознемирува човекот е во недоволно познавањето на самиот Господ Бог и човековата желба да му се спротистави. Светот денес, или ние денес се наоѓаме во една хаотична состојба поради недоволното или воопшто непознавање, се разбира, на Божиот план. Одбивање да ги научиме и да ги држиме за Божите закони и правила за живот останува, се разбира, тежок. Тежок терет врз нас, душата на човекот. Затоа, ајде да научиме за Бог колку што можеме, се разбира, повеќе. Значи, колку што можеме повеќе, убаво е да научиме за Бог, за неговите правила, за неговите закони, така да тогаш животот ќе ни стане многу полесен, а не и потежок. Библијата пред се ни открива дека Бог е дух. Библијата ни објавува дека Бог е дух. Кога Исус, се разбира, зборуваше со самарјанката на буранот, тој веднаш и го кажа тоа. Бог е дух и оние што му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат со дух и вистина. Тоа е Евангелие на Јован, 4 глава, 24 стих. Еве што вели Словото, се разбира, Словото Господово. Но иде времето и веќе дошло кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на Таткото во дух и вистина. Зашто Таткото сака такви да бидат оние кои му се поклонуваат. Бог е дух и оние што му се поклонуваат треба да му се поклонуваат во дух и вистина. На што помислуваш кога ќе го слушнеш зборот дух? Каква представа или каква слика се создава во твојот ум при спомнувањето на овој збор? Бог е дух. Кога размислуваш ли каков облик од пареја што се движи по небото? Или пак зборот дух ти звучи застрашувачки, нешто што е страшно? Нешто со што се плашат, се разбира, децата? Или можеби сметаш дека дух е нешто безобличено? Сметаш ли дека Исус ги имал на ум сите овие нешта кога рекол дека Бог е дух? За да откриеме или за да го откриеме значењето на овој поим, за да видиме што мислел Исус кога изјавил или го изјавил ова, мораме да погледнеме во Библијата и да прочитаме за случка која Исус по своето воскресение им рече. Видете ги раците мои и нозите мои, јас сум истиот. Допрете се до мене, гледајте, зашто духот нема тело и коски, а како што гледате, јас имам. Друго, кога зборуваме за Бог, Библијата вели дека Бог е совршен дух, творец, содржител и владар на се што постои. Од него доаѓа, се разбира, сето добро. Кога велиме дека Бог е дух, подразбираме дека тој е безтелесно суштество со способност и разбирање, чувствување и воља во највисокот степен. А пак кога велиме дека е совршен дух, исповедаме дека во неговата личност се собрани во најголема можна мера сите, се разбира, добри својства. Од ова можеме да бидеме сигурни дека духот нема тело. Духот е спротивност на телото.
тешко е да се разбери овој поим, се разбира затоа што нашиот ум е ограничен, всушност ние сме ограничени. Значи, Бог е дух и ние што по тоа подразбираме? Дека тој е безтелесно суштество. И затоа Исус по неговото воскресение, кој им се јави на своите ученици, точно зборува за оваа нешто, дека телото, поточно духот нема тело и коски, но јас имам. Тоа е прво и основно кога зборуваме што треба да знаеме за Бог или всушност каков е Бог. Првенствено треба да имаме разбирање или треба да имаме слика дека Бог е дух. Втора работа која треба да ја разбериме дека Бог е личност. Библијата ни открива дека Бог е личност. Всушност, Библијата е таа која зборува дека Бог е личност. Макар што денеска голем број на луѓе кои што читаат одредена литература, религиозна литература, се занимаваат со религиозни работи, го запоставуваат оваа прашање. Сметат секад дека само Бог е дух и ништо повеќе, но без разлика на тоа, Библијата ни открива дека Бог исто така е и личност. На многу места во Библијата пишува дека Бог е љубов. Дека Бог зборува, дека Бог прави. Сите овие работи и други што можат да се препишат на некоја личност, можат да му се препишат, се разбира, и на Бог. Личност што чувствува, мисли, сака и ги има сите други особени или способности како личност. Кога зборуваме за некоја личност, ние секогаш ја поврзуваме со тело или крв, или па месо. Но сепак знаеме дека нашата личност нема вечно да биде во оваа тело што сега го имаме. Во моменталната смрт или смртта, нашата личност го напушта телото и си оди на местото што ја чека. Сето тоа го знаеме, но сепак ние тешко да го прифатиме. Како откриваме? Би било за нас кога би разбрале дека нашата личност не мора да биде поврзана со телото, но сепак е личност. Тој чувствува, мисли, сака, простува и се соочува со нас. Кога поминуваме, се разбира, низ бури и браништа и тешкоти во нашиот живот. Затоа Библијата ни открива дека Бог е личност. И како личност, Бог тогаш најдобро може да не разбери, затоа што Бог чувствува, мисли, сака, простува и како личност Бог ја разбира секоја наша потешкотија, секоја наша неволја во која што ние врвиме секојдневно во нашиот живот. Апостолот Павле ќе даде на сето ова: дајте ги сите ваши грижи и проблеми и Бог кој разбира, кој ве гледа, ќе ви помогне во вашиот живот. Еве да дадеме еден класичен пример. Запишан ни е во втората книга на Мојсе. Ќе отвориме заедно во втората книга на Мојсе. Всушност Излез и ќе прочитаме, се разбира, нешто од Светото писмо. Вели вака Словото Господа во втората глава, ќе читаме од 23 па се до 25. А по многу време умре египетскиот цар, а синовите израелски уште овкаа од маките и викаа, и пискотот нивни од тешките маки дојде или стигна до самиот Бог. Бог го слушна нивното овкање. И Бог се сети на заветот кој го имаше направено со Аврам, Исак и Јаков. И Бог погледна кон синовите Израелеви и се смилува. Еве, повторно, Библијата ни открива дека Бог е личност. И вели Бог се сети, ги слушна, ги разбра нивните маки. И се смили, Библијата вели, се смили над нив.
Потоа, во 3 глава, разговорот меѓу Мојсе и Бог, и еве што Господ му зборува, 3 глава, 7 стих. И Господ му рече: ги видов страдањата на мојот народ во Египет и го чув пискотот негов од надзорниците. Позната ми е маката нивна. Внимавајте, позната ми е маката нивна. Го видов, го слушнав. Значи, сето ова докажува, го разбрав. Сето ова докажува дека Бог е личност. И затоа тој, како личност, може многу подобро се разбира и да не разбери. Исто така, кога зборуваме за Бог, каков е Бог, кој е тој и како можам да се запознам со него или подобро да го разбирам, исто така не само што Бог е дух и личност, тој исто така е свет и праведен. Значи, Бог е свет и праведен Бог. Библијата понатаму ни кажува дека Бог не само што е дух и личност, туку дека и свет и праведно суштество. Во првата книга или од првата книга на Мојсе па се до книгата Откровение, тоа е всушност последната книга на Библијата, Бог се открива како свет Бог. Тој апсолутно е совршен во сите своји поединости. Тој е толку свет што не може да ја поднесува човековата грешност. Пресвет е за да се трпи грешното живеење. Значи, Бог е пресвет за да може да го трпи грешното наше живеење. Кога би можело да ја согледаме вистинската слика на неговата величенствена праведност, тоа би внело голема промена во нашиот начин на живеење како единки, а потоа и во целото се разбира општество. Кога во потполност би разбрале каква провилија го одделува или провалија го одделува човекот од самиот совршен Господ или од самата совршена Божја праведност. Светот преку ноќ би се изменил. Библијата го објавува како светло во кое нема темнина. Тоа е совршено суштество без дамка или се разбира мана. Значи, Бог е совршен Бог, праведен Бог, свет Бог и совршен Бог, во кој што нема ни дамка, ниту мана. Но кога би ги разбрале овие атрибути, ние тогаш би живееле многу поправедно и многу посоодветно пред очите, се разбира, на самиот Господ Бог. Потоа, Библијата открива дека Бог е љубов, како што е случајот на другите Божји атрибути. Мнозина што ја читале Библијата не можат да разберат што значи тоа кога Библијата вели, се разбира, дека Бог е љубов. Во Евангелието на Јован, 3 глава, 16 стих вика: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да погине, но да има живот вечен. Во посланицата на Римјаните, 5 глава, 8 стих, Библијата ни вели: но Бог ја докаже љубовта своја кон нас, со тоа што Христос умре за нас, уште додека ние бевме грешни. Во првата посланица на Јован, 3 глава, 16 стих вика вака: љубовта ја познаваме по тоа што тој ја положи душата своја за нас, но и ние сме должни да ги полагаме душите свој за нашите браќа. Исто така, ако читаме во првото послание од Јован, 4 глава, од 7 до 9 вели вака: возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога, и секој кој љуби е роден од Бога и го познава Бог. Кој не љуби, тој не го познавал Бог, зашто Бог е љубов. Божјата љубов кон нас се покаже во тоа што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме, се разбира, преку него. Исто така, во 4 глава од првата посланица на Јован, 16 стих вика вака: и ние ја познаваме љубовта која Бог ја има кон нас и поверуваме во тоа дека Бог е љубов и дека оној кој пребива во љубовта Божја пребива во Бог, зашто Бог е љубов.
видовме дека каков е Бог. Бог кој е и каде е тој и како можеме да го запознаеме. Прво, Бог е љубов, потоа видовме дека Бог е дух, Бог е праведен, Бог е свет и Бог е личност. Така да имајте убава благословена вечер, Господ со вас нека биде, се разбира, и се слушаме до наредната емисијата Глас на вистината. Пријатна вечер и Господ со сите вас нека биде. Чао. Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели ова вечер кои што ќе слушаат емисијата, се разбира, Глас на вистината. Сакам уште еднаш да ве поздравам и ви посакувам навистина убава и благословена и пријатна вечер. Се разбира, ова вечер ќе можеме заедно